Црна Гора е најмалата земја во Западен Балкан, и по површина, и по број на жители. Но кога станува збор за евроинтеграцијскиот процес, е земја со најголема амбиција. До 2028 година да стане 28-та членка на Европската Унија. We are advancing, and it is possible, if we finish in 2026 with the technical part of the negotiations, then in 2028 we could get the 28th member of the EU. Од Брисел пристигнуваат оптимистички пораки за Црна Гора, дека земјата може да го заврши процесот на пристапување во Унијата до 2028 година. Но за таа волја стои обврска. Оти сите 33 поглавја се отворени, а само малку од нив се затворени. Прашањето е дали земјата ќе покаже доволно капацитет за реформи за навистина да ја претвори оваа цел во реалност. Добро вечер. Во 2010 година, само 4 години по прогласувањето независност, Црна Гора поднесе апликација за членство во Европската Унија. 2 години подоцна и официјално ги отвори пристапните преговори според старата методологија. I'm indeed very happy that we have opened accession negotiation with Montenegro today. Mi smo danas počeli da živimo naš evropski san. Преговорите се поделени во 33 поглавја. Секој представува една област од заедничкото европско право, така наречено АКИ. Од правда и фундаментални права, па се до енергетика, земјоделство, транспорт и финансиска контрола. Процесот се одвива во неколку фази. По скринингот се добиваат така наречени бенчмаркови за отворање на поглавието. Откако ќе бидат исполнети, поглавието и формално се отвора. Во текот на преговорите, за некои од поглавијата треба да се завршат и така наречени преодни бенчмаркови, како и бенчмаркови за затворање на поглавието. Дури и кога ќе се затвори одредено поглавје, тоа се смета за привремено затворено, се до целосното заокружување на пристапниот процес. Црна Гора е единствената земја кандидат за членство во Европската Унија од Западен Балкан, која ги има отворено сите поглавја. Но привремено се затворени само 7. Јавни набавки, интелектуална собственост, информатичко општество и медиуми, предприемништво и индустријска политика, наука и истражување, образование и култура, надворешни односи. Клучни во пристапниот процес и за Црна Гора, како и за сите други земји кандидати, се поглавијата 23 и 24, кои остануваат отворени до самиот крај на преговорите. Станува збор за областите судство, темелни права, правда, слобода и безбедност. По 12 години преговори, Подгорица лани го доби така наречениот ИБАР извештај. Со тоа стана првата земја од Западен Балкан со потврда од Брисел дека ги исполнила така наречените преодни бенчмаркови во поглавијата 23 и 24, што значи дека земјата може да премине во фазата на нивно затворање. Овој напредок за главниот преговарач на Црна Гора со Европската Унија Предраг Зеновиќ е доказ дека во земјата сега има силна политичка волја за спроведување на барањата на Брисел. Administracija je, uprkos tome što je značajno iscrpljena upravo dužinom toga procesa, spremna da odgovori zahtjevima koji proces sam nosi. Ja vjerujem da uz jednu zajedničku snagu, sinergiju koju imamo sa komisijom u pregovaračkom procesu, uz, moram reći, podršku svih država članica ka evropskom putu Crne Gore, imamo priliku i šansu da uprkos tom velikom izazovu koji stoji pred nama okončamo pregovarački proces do kraja 2026. godine. Но една работа е подготвеноста на Црна Гора и волјата на Европската комисија преговорите да финишираат следната година. А сосема друга е подготвеноста на земјите членки на Унијата да кажат да за нов член во Евроклубот. На нашето прашање дали сите 27 држави се спремни за прием на нови членки, Зеновиќ одговара. Ja bih rekao da većina država članica, ako ne i sve, danas imaju to uvjerenje da je politika proširenja važna, da je razvoj Evropske unije na horizontalnom nivou, dakle u vidu primanja novih država članica, važan i da je važno da on ostane meritoran. I dijelim jedno uvjerenje da je Crna Gora i da bi njeno članstvo u Evropskoj uniji bilo potvrda upravo obiju tih teza, da je proširenje dobro i za Evropsku uniju, ali i za države kandidate, da je dobro za Zapadni Balkan, ali
i da je vrlo važno da ono ostane meritorno. Dakle, bazirano na vrlo jasnim pravilima i principima kojima se države kandidate vode u pristupanju Evropskoj uniji. Ентузијазмот на главниот преговарач не го делат во Центарот за граѓанско образование, невладина организација од Црна Гора која ги следи преговорите со Европската унија. Не дека не сметаат дека во моментов има расположение за прием на нови членки, туку дека владата не делува толку одлучно во реформите како што тврди. Ja mislim da je to teško izvodljivo i sa mnogo stručnijom, entuzijastičnijom i odgovornijom vladom nego što je mi imamo danas. A mi danas u toj vladi imamo mnogo veto igrača i najveći broj onih koji se direktno bave evropskim integracijama ne znaju šta je sadržaj tog procesa, šta je ono što je srce prema kojem treba da se odnose. Vrijednosti, evropske vrijednosti su potpuno zapostavljene i sve se svodi na jednu promotivnu populističku priču. Naše i Ministarstvo evropskih poslova i drugi akteri se više bave svojim nalozima na socijalnim mrežama nego onim što je komunikacija sa različitim zainteresovanim stranama. Во однос на ИБАР извештајот, нашата соговорничка смета дека Брисел и прогледал на Црна Гора низ прсти, а додека власта говори за затворање поглавја, Улјаревиќ тврди дека има ризик повторно да се отворат и оние кои се привремено затворени. Primjera radi, Crna Gora u ovom trenutku ima sve uslove da se ponovo otvori poglavlje 10 informatičko društvo i mediji, jer vladajuća većina blokira izbor novih članova savjeta Agencije za audiovizualne medijske usluge, a upravo funkcionalan nezavisan rad te agencije je bilo ono privremeno mjerilo na osnovu kojeg je kao štrikiranog Crna Gora dobila dozvolu da privremeno zatvori to poglavlje. Znači, tu se ograničava isto razvoj jedne oblasti. А што мислат оние кои треба да имаат и најголема полза од интеграцијскиот пат на Црна Гора? Граѓаните. По повеќе од една деценија преговори, не наидовме на многу ентузијазам. Mislim da smo skeptični svi zato što svaki put imamo neki rok i svaki put smo ga do sad probili, tako da pretpostavljam da smo skeptični kao narod. Imamo mnogo unutrašnjih problema koji treba da se rešavaju, a koji političari apsolutno ne pridaju značaja. Što mene zanima Srbija ili Evropa ili onaj, da mi prvo sredimo našu kuću. Mogu da vam kažem da je bolje da uđemo u Evropsku uniju nego da ne uđemo. I da je većina crnogorskog naroda, građana, za ulazak normalno. Kogod je ušao u Evropsku uniju nije se proslavio ni na koji način i nikakav boljitak država nije ostvarila ulaskom. S jedne strane, a s druge strane ideološki mislim da smo potpuno dijametralno suprotni, tako da ne vidim uopšte u današnjoj Evropi Crnu Goru, a smatram da je Crna Gora zapravo Evropa. Приказната за напредокот на Црна Гора не е наратив кој е потребен само на владата во Подгорица, туку и на врвот на Европската унија во Брисел. Како поинаку да се потикне регионот во кој евроинтеграциите како да загубија здив и привлечност. Нема гаранции дека исполнети реформи автоматски значат членство во посакуваниот клуб, но и нема гаранции дека Брисел бесконечно ќе остане отворен кон идејата дека местото на Црна Гора и Западниот Балкан се во Европската унија. Enlargement will not be easy, but it will be the worth it. It is the best investment we can make to reconcile nations and histories and to build a more united continent.